Здруженијето Доверба Куманово во рамките на проектот Училиште без страв, училиште со глас организираше обука за наставници и стручни соработници од општинските основни училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков. Учесниците ги зајакнаа своите знаења и вештини за препознавање, превенција и интервенција при врсничко насилство преку работа на теми поврзани со законската рамка и протоколите за постапување, ненасилна комуникација, медијација, стратегии за деескалација на конфликти и соработка со ученици и родители. Посебен акцент беше ставен на анализа на студии на случајот училишната практика и размена на професионални искуства. Според претседателката на Здруженијето Доверба, психологот Дивна Јанкова, активноста представува важен чекор кон создавање по безбедна, поддржувачка и инклузивна училишна средина и јакнење на капацитетите на училиштата за превенција на врсничкото насилство. Овде се присутни 18 представници на наставници, стручна служба од основните училишта Крсте Мисирков и Браќа Миладиновци. Обуката е на тема препознавање и нормална реакција во случај на насилство. Они ќе се здобијат со знаења и вештини како да создадеме едно поинклузивно и безбедно училишна средина, односно да кажам и заедница и општество. Во текот на работата има навистина многу случаи на разработка, интерактивен е пристапот во проектот Училиште без страв, училиште со глас, кој е финансирано од општина Куманово. Јас можам да кажам дека се отвара еден процес во кој што во училиштата, освен сега присутните наставници и стручна служба, ќе се одржат и 4 работилници за 24 ученици, меѓу кои ќе бидат и 2 менторки, избрани од самите училишта, што се овде присутни. Понатаму учениците ќе, освен емоционална писменост, ненасилна комуникација, ќе се стекнат со знаење и вештини за работа со медијација и решавање на проблеми, ќе отворат клубови за медијација, така да ќе се олесни процесот на решавање веднаш на конфликтот, да не доаѓа нели до родителите, до стручната служба. Исто ќе бидат обучени и 40 родители кои како ќе ни бидат од помош да тој процес, нели, таа симбиоза биде заедничка, да имаат поддршка учениците. Ќе биде снимено видео спотче, постери, флаери, прирачник кој ќе им биде корисен на професорите и на учениците. Многу е значајно што по долго време ние работиме на оваа проблематика со основни училишта. Големо е задоволство и интересот што покажа. Обучуваче професор доктор Софија Георгиевска од Филозофски факултет, која постојано со нас е во последен период извонреден обучувач. Верувам дека и овде ќе имаме резултат Здружение Доверба Куманово, како што работеше и со средни училишта, ќе постигнеме резултати. Да, знаеме не само превенција, туку вештини и знаења уште во текот на комуникација, значи да не дојдеме до понатаму до реакција. Меѓу очекуваните резултати од реализацијата на проектот се и воспоставени функционални клубови за врсничка медијација во основните училишта, но и зголемена свест и вклученост на учениците, родителите и пошироката училишна заедница во превенција на врсничкото насилство. Проектот Училиште без страв, училиште со глас е поддржан од општина Куманово.